Добар ден, драги пријатели, добар ден за победничко Јагуновце. Да се заблагодарам на вистина за овој прекрасен печек, денеска дочек. Да го поздравиме сите заедно со еден голем аплауз идниот градоначелник на општина Јагуновце. Диме од ова што гледам, многу малку ни остану, уште 2 недели, ама можам да заклучам дека на 17 октомври ќе завршиме одека работата во Јагуновци. Ти ќе видиш идниот градоначелник. Драги пријатели, тоа не е доволно, затоа што за да можеме сето она кое што го ветуваме и кое што е дел од програмата за која што стои нашиот подпис дека гарантираме, потребно е да имаме и победнички совет. Затоа ме молам исто така на 17 октомври масовно да излеземе уште рано наутро, да заокружиме бројот 7 и пред победничката листа, предводена од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. И за Диме, и за коалицијата. Ова не се само обични локални избори, ова се избори на кои што вие определувате во каков правец во иднина ќе се движи Македонија. Дали бираме правец во кој што ќе имаме многу реформи, многу проекти, ќе зборуваме за една нова, поинаква иднина, каде што нема да царуваат криминалот и корупцијата, каде што нема да има предавства, каде што нема да се случува демотивирање на нашите сограѓани, иселување на младите, каде што ќе се почитува земјоделецот и граѓанинот, или пак ќе бираме иднина која што ќе наликува на денешната мрачна, тешка сегашност, со многу криминал, со многу корупција, со многу порази, со многу предавства, со многу срам, со неквалитетно образование, распадната индустрија и економија, понижени земјоделци. Јас сум убеден дека сите ние заедно на 17 октомври, уште рано наутро овде во Јагуновце, обединети и сложни македонци, албанци, срби, роми и останати, излегуваме и го заокружуваме бројот 7 и го бираме Диме за иден градоначелник. А веднаш после победата на локалните избори, драги пријатели, следува нова влада предводена од ВМРО ДПМН и ново парламентарно мнозинство. Со новата влада, јас ви ветувам дека уште во првите 100 дена следи одговорност за сиот криминал, корупција, предавства, понижување, омалуважување што не се случува изминативе 4 години. Уште во првите 100 дена. Затоа, кога велам не се обични локални избори, навистина тоа го мислам дека ова не се обични локални избори. Би сакал овде да пренесам неколку мои искуства од првите, би рекол, 5 дена од кампањата или 1/4 од кампањата за овие локални избори. Започнавме во Охрид, потоа продолживме Вевчано и Струга, дојдовме Ресен. Пред настанот можев да зборувам со неколкумина јаболкопроизводители и велам како е ситуацијата, велат многу тешко, јаболкото не оди и тоа што го купуваат е 2 денари за килограм. Добро, велам, Заев беше тука, што му кажавте на него, разговаравте ли, побаравте ли помош? Вели, што ќе побараме, човекот дојде со ново БМВ, ново патничко возило, вредно ни помалку ни повеќе колку 3 милиони килограми јаболка. 100.000 евра е. Најновото БМВ од Мерцедесот се пресели во најнова марка БМВ. Нормално спечалено со премиерската плата, отприлика колку мојата професорска толку. Но ја никако не успеам да најдам таа магична формула како така преку НОК се заработува БМВ од 100.000 евра. Очигледно тој има таа формула. Знаете сите на таа формула која е. И велат ни помалку ни повеќе 3 милиони килограми јаболка ресенски може да се купат само со новото негово возило. Потоа продолживме и во Тиквешијата, следниот ден таму пак лозарите велат потешко не било. Пониска цена за откуп на гројзето немало во Македонија.
И тие исто така разочарани велат, не знаеме како ќе ја поминеме зимата, како ќе ги прехраниме нашите семејства. Продолживме понатаму во следниот ден во Кочан и Кочанско, разговарав со оризо производителите, велам како е ситуацијата со откупот на оризовата арпа, белиот ориз, велат никогаш полошо нема кој да ја купи оризовата арпа и тие што ја купуваат од прилика 12 денари килограм, ако сте среќни и 15 денари. Веднаш пресметавме 400.000 килограми оризова арпа, 400 тони, еквивалент на најновото БМВ со кое што се вози Зоран Заев ширум Македонија. Добро, велам, па нели доаѓа и нели ви ветуваа дека ќе имаме загарантирана цена заедно со нај помал Зоран, Љупче се вика Путеров, се сеќавате на тоа момче, нели ви ветуваа пред 5-6 години дека ќе го откупат вашиот производ оризовата арпа за загарантирани 25 денари, белиот ориз за 50 денари. Што се случи, велам, со тие ветувања? Велат, 5 години бел ден не видовме. И резултат на нивните лаги се помалку ниви посеани. Пустош, буквално насекаде видов каде што и помина. Тие мислат дека тоа што го крадат и плечкосуваат народот, овој пат дел од тоа ќе вратат народ, па ќе подкупат, ќе притиснат, ќе се заканат, ќе уценат и со тоа ќе завршат работата и ќе купат нови 4 години. Но како никогаш досега овие 4 години видов одлучност во очите на тие луѓе дека се решени овој пат на 17 октомври да излезат масовно и гласно да зборуваат позади гласачката кутија. Гласно да зборуваат со пенкалото во рака и да заокружат седум, да заокружат за победниците на овие локални избори, а потоа очекуваат нова влада, да заокружат за коалицијата за обнова на Македонија и градоначалниците кои што оваа коалиција ги предлага. Доста им е веќе на луѓето од лаги, доста им е веќе на луѓето од криминал. Затоа, драги пријатели, кога ќе дојдат овде во Јегуновце, сигурно ќе ви кажуваат како се најдоброто нешто што се случило во Македонија, најдоброто нешто овде во Јегуновце, дека од нив немало подобри, дека тие знаеле како. Но во суштина, тие се најлошото нешто што некогаш и се случило на Македонија и на Јегуновце. Продуше им признавам за една работа си најдобрија, тоа е нема поголеми и подобри криминалци и лопови измамници од нив. Такви Македонија не видела изминативе 30 години. Но проблемот е што и државата ни трпи поради нивната корупција и криминал со кој што владеат изминативе 4 години. Затоа денеска според сите рангирања во Европа, Македонија е најкорумпираната држава, со најкриминалните политичари кои што ја водат во владата. Таков срам носи последици за сите нас. Нема инвеститор кој што ќе дојде да инвестира, да отвори нови работни места, да отвори добро платени нови работни места. Тоа е трагедија која што сите ние ја споделуваме. Затоа им признаваме, тоа нема подобри од нив. Тие се најголемите криминалци и политички измамници кои што изминативе 30 години се појавиле во Македонија. Каква е состојбата со ковид пандемијата? Ајде за тоа да зборуваме, бидејќи недалеку од овде, во Тетово, знаеме сите дека 14 луѓе живи гореа. Живи гореа 14 луѓе и изгореа. И за тоа до ден денеска нема никаква одговорност. Напротив, го гледаме тој што требаше прв да одговара, не само политички, не морално, туку и кривично. Венко Филипче како некој циркуски лакеј ги занимава тие неколкумина кои што доаѓаат на митинзите на полупразните и празните плоштади, каде што се представуваат оние мали зоранчиња, кандидати за градоначалници низ Македонија. Наместо да поднесе одговорност, наместо да заврши со неговото министерување, а потоа и кривично да одговара, тој го гледаме како насмеан, како некој циркуски херој се однесува широм Македонија, пуште вицови како. Последни сме според степенот на имунизација, а први сме според бројот
на луѓе кои што за жал поради неспособноста на оваа влада го загубија својот живот од оваа ковид пандемија. 6000 семејства, ни помалку ни повеќе, 6000 семејства денеска во Македонија се во црно завиени поради неспособноста. Наместо да бараат протоколи и наместо да бараат начин како да ги лечат луѓето, тие шетаа по Европа и по светот и бараа провизии од кинеските вакцини. Тоа го понудија овие кои што велат за себе дека биле најдобри. Ајде да зборуваме за иселувањето на младите, нели велеа дека поради режимот 500.000 млади луѓе се иселиле па редеа чевли пред владата. Колкумина дојдоа да ги облечат и да го најдат својот пар чевли. Колкумина успеа да вратат од тие иселените. Или пак денеска селата не само што се празни, тоа е стара вест, денеска веќе и градовите ни се празни. Луѓето си одат затоа што гледаат дека тука со овие луѓе нема перспектива, нема иднина. И затоа патот под нозе, полниот куфер и за секогаш ќе напуштаат својата Македонија. Солзите и на мајката македонка, и на албанка, и на ромка, и на србинка, и на турчинка подеднакво болат кога своето чедо го праќа некаде таму во недојдеја и тие дури самите не знаат каде. И тука нема ниту етникум, туку има само болка. Тука нема конфесија, различна вера, туку има само едно срце кинење кое што за сите нас е тешко. А ветуваа живот, се сеќавате, истите тие луѓе ќе дојдат тука и повторно ќе се обидат со истата басна која што ја кажуваа пред 5, 6, 7 години, не баре ги преспаа овие 4 години од како имаат апсолутна власт. Да, точно е, тие ги преспаа, ништо не сработија, ама имаа обврска да сработат. 4 години буквално ништо не сработија за народот, единствено за себе и за тие неколкумина пајташи околу нив. Богатење исклучиво на грбот на народот. Затоа денеска Македонија е држава со најнесрекни граѓани во неј, според сите европски рангирања. Денеска во Македонија живеат најнесрекните граѓани од Европа. Денеска во Македонија имаме образование кое што никогаш не било понеквалитетно од тоа што е сега. Ако на времето се боревме да имаме еден универзитет во првите 500 во светот, денеска немаме и во првите 2000. Денеска пензионерите мака мачат месецот од први до први да го сврзат, затоа што пензиите најчесто се зголемуваат за 10, 20, 30 денари, а цените растат. Цените растат, помалку пари во джебовите на граѓаните, помалку пари за пензионерите, помалку пари за младите, затоа што ако споредите минатата година и оваа година цената на литар зејтин, ќе видите дека минатата година била 67 денари, сега е 97 денари. Минатата година килограм млеко беше 45 денари, сега е 55 денари. Минатата година килограм брашно беше 37 денари, сега е 45 денари. Буквално инфлацијата ги изеде сите пари кои што тие велат дека ги вратиле назад на граѓаните. Посиромашни никогаш не биле граѓаните. Затоа, драги пријатели, жители на општина Јагуновци, без разлика, македонци, албанци, иста мака имаме. Со исти политички измамници и криминалци си имаме работа. 17 октомври е денот кога треба сите сложно обединети да излеземе и да ја завршиме работата уште рано наутро, да го заокружиме бројот 7 пред овој човек, пред Диме. Диме за градоначалник на општина Јагуновци. А веднаш потоа ново владино мнозинство и одговорност за сите овие политички измамници и криминалци кои што се наша политичка реалност изминативе 4 години. Ке ми дозволите да упатам неколку прецизни пораки од овде, од Јагуновци. Затоа што ќе дојдат овде, ќе ви зборуваат за иднина, ќе ви зборуваат за работи за кои што претпоставувам веќе никој жив не им верува. Затоа, драги пријатели, со оваа власт нема апсолутно никаква шанса да биде подобра.
Најдобро знаете дека волкот влакното го менува, но карактерот не. И дека е доста од ваков тип на политичари кои што не носат иднина, туку не враќаат назад во минатото. Погледнете ги нивните митинзи на што личат. Само навреди, па мене ме наврекуваат Мицко бил ваков, Мицко бил таков, а јас имам наистина убаво име, Христијан се викам, немаат потреба сиот без и сиот гнев на мене да ги штува. Затоа, драги пријатели, мораме да се бориме за нашата земничка слобода. Овие избори се таа шанса за промена, шанса за подобро утре. Многумина ми го поставуваат прашањето што е, Христијан, според тебе победа. Ке се обидам преку неколку реченици да кажам што е за мене победа. Победа е да направиме, драги пријатели, спротивно од сите оние порази изминативе 30 години. Победа е да ги срушиме оние ѕидови кои што се издигнати помеѓу нас. Победа е наместо да загубиме 14 човечки животи, да спасиме 14 човечки животи. Победа е кога ќе погрешиме, да признаеме дека сме погрешиле, да се извиниме, коригираме и да продолжиме напред. Победа е да се почитуваме и тогаш кога сме различни, да создаваме вредности, да создаваме принципи, да има одговорност кога треба. Победа е да живееме сите подобро. Победа е да не се откажуваме. Победа е да создаваме, да работиме и да одиме напред. Победа е Европа да ја ставиме на дланка. Победа е кога нашите спортски репрезентации нижат успеси. Победа е заедно да се радуваме на головите на Пандев, Елмас, Алиевски, Барди. Победа е да се роди новиот Трстена, новиот Панчев. Победа е кога овозможуваме сигурност и известност како и иднина за нашите деца. 30 години живееме во неуспеси и порази. Конечно редно време е да почнеме да победуваме. Лага е дека македонците и албанците не се сакаат меѓу себе. Ниту јас, ниту било кој околу мене мрази некого. Обичните македонци и албанци, исто како и турците, и србите, и ромите, и останатите, одлично се разбираат меѓу себе. Зидовите се поставувани од оние кои во тоа гледале бизнис и корист. Мојата генерација немаше младост, а тие по нас нема детство. Паметам каков жар имавме, какви кризи поминавме, ембарга, редици за млеко и леп, транзиција, бркање од работа и што ли уште не се случуваше изминативе 30 години. Затоа, драги пријатели, треба да започнеме една нова страна. Да ги заборавиме сите оние стари, неуспешни. Да отвориме нова страна, да градиме заеднички патриотизам, модерен, нов, обединувачки. Патриотизам кој што ќе победи нашата заедничка мака, да создадеме заедничка иднина, да се разбираме едни со други, да покажеме дека никој од политичарите не ги има гласовите во джеп, туку треба макотрпно да работи, деноношно да работи, за да може да биде почитуван од народот. Од оној ист народ кому сите ние треба да му служиме. И тоа е мојата порака до идниот градоначалник на општина Јегуновце, до Диме, но и до идните советници, дека кожната фотелја и црвените килими не се вашата природна средина. Туку како што кажа Диме, кога треба да му се помогне на некој за документ од општината, да биде тој првиот кој што ќе му помогне. Кога треба да се биде на нива, да се биде на нива. Кога ќе треба да се жнее, кога ќе треба да се ора. Но и во продавница, кога ќе треба да се оди, кога ќе се слави, да се слави, кога ќе се тагува, да се тагува. Вашата улога во следните 4 години е да сте слуги на народот. Помина времето на политичари, елитисти и глумци. Сега е време на политичари кои што заедно со народот ќе градат една нова иднина и еден нов заеднички патриотизам. Затоа велам дека заеднички патриотизам е заеднички да успееме да ги вратиме сите оние добри луѓе кои што ја напуштија нашата татковина. Заеднички патриотизам е да бидеме без предрасуди, да ги победиме криминалот, корупцијата и неправдите. Заеднички патриотизам е народот да има повеќе пари во џебот, да донесеме повеќе инвестиции во регионот, да отвориме повеќе работни места.
И сето ова кое што јас го зборувам денес овде е содржано преку ни помалку ни повеќе, туку точно 14.835 проекти кои се дел од програмата за која стоиме подпишани и велиме дека гарантираме дека ќе се реализира последните 4 години. Тоа е програмата на идните градоначалници кои што доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. 14.835 проекти, 2000 ново асфалтирани улици, 100 нови градинки, 150 нови училишта, инвестиции во животната средина, градби на нови 150 паркови, инвестиции во 60 објекти од културата, 90 спортски сали за младите, гасификација за напредни општини. И уште многу други проекти кои што се содржани во програмите на идните градоначалници. Затоа, кај нашиот политички противник, стравот им навлегол во коски, па ги гледаме како викаат, урлаат на митинзите, не баре некој им се плаши. Тој одбранбен механизам како да не се слушне лелекот и плачот на народот од маката која што ги снашла. Затоа, диме и вие идни советници од редовите на коалицијата за обнова на Македонија. Мојата порака последна за денес, а ќе се гледаме многу после 18 октомври е: сонувајте големи работи. Сонувајте големи работи и правете големи работи.